Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што повторно и ова вечер ќе може да слушате емисијата, се разбира гласот на вистината. Почитувани слушатели, и оваа вечер се разбира сме по воља Божја тука, за да можеме заедно, се разбира со помош на Светиот Дух, да можеме да го слушаме неговиот глас. Ако се сметаме за христијани, Евангелието на Јован зборува дека тогашка ние припаѓаме во Христовото стадо и дека Исус е нашиот пастир. Меѓутоа, кои се оние кои што се дел од тоа стадо? Библијата ни зборува дека неговите овци го слушаат неговиот глас и врваат по него. Ако сме деца Божи, онда, ајде оваа вечер да го отвориме нашето срце, да ги отвориме нашите уши и да го слушаме гласот на нашиот Спасител Исус Христос. Навистина, живееме во тешки времиња. Живееме во времиња каде што многу нешта се случуваат околу светот, па дури кај нас во Македонија. Но меѓутоа, почитувани, ние сме луѓе кои што припаѓаме не на овој свет, туку луѓе кои му припаѓаме на Исус Христос. Ако се уште не си направил одлука во твојот живот да бидеш во Христовото стадо, тогаш оваа вечер ти препорачувам да го слушаш неговиот глас Божи и да слушаш се она што Светото Писмо, наречено Библија, ќе ни зборува оваа вечер. Се разбира, зборуваме серија предавања за Христовото раѓање. Зборуваме колку тоа раѓање на Месијата на овој свет беше влијателно, зошто всушност дојде Месијата на овој свет, зошто и претходно пророците кои доаѓа во Израел беше најавено тоа Божјо доаѓање на овој свет. Само ќе цитирам повторно една теза која што ни ја запиша Калвин, вели вака: состојбата ќе беше очајна ако Бог не се симнеше до нас. Ние никако не ќе можевме да се искачиме до него. Така да, состојбата ќе беше крајно безнадежна, крајно очајна. Се разбира, ако Месијата, ако Бог не се отвореше и не дојдеше на овој свет или тој не се симнеше. Зошто Месијата се симна на овој свет? Целта беше да го промени, всушност да го промени животот на луѓето. Ние зборувавме за новозаветната порака. Која е новозаветната порака денеска за нас? Увидовме преку Библијата дека Божјото раѓање се случи всушност некаде речиси пред 2000 години. Но која е пораката денеска за нас? Ќе отвориме во книгата Откровение, тоа е последната книга на Светото Писмо, всушност 66-та книга. Ќе читаме, реков, Откровение 3 глава, 20 стих. И еве што ни зборува, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител. Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Овде гледаме една отворена порака, една отворена врата за сите нас, дека Бог стои и чука на нашето срце. Всушност, овде е напишано на еден символичен начин, затоа што всушност целото и Откровение е напишано на еден символичен начин. И овде вратата ја представува твоето и моето срце. Дека Бог стои на таа врата и чука 24/7. И вели, ако некој го слушне гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам во него и ќе вечерам со него и ќе живеам со него. И тоа беше волјата Божја. Да Бог дојде на овој свет и да живее меѓу луѓето. Да биде со нив, да биде дел, се разбира, од нив.
Но многу е важно, навистина, дали да го слушаме гласот Божи. Дали сме деца Божи, се разбира. Кога зборуваме за срцето, дека Бог чука во нашето срце, еве што ни вели Господ Исус Христос, всушност, колкава лога, колкава важност има нашето срце. Тој вели вака: блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видаат Бога. Матеј, 5 глава, 8 стих. Значи, клучна улога во нашиот духовен развиток, во нашиот духовен живот има нашето срце, затоа што оттаму произлегува животот. И точно Исус чука во нашето срце веќе 2000 години. Тоа бебе кое се роде пред 2000 години, сега Библијата вели дека тој повторно чука во твоето и во моето срце. Дали сме спремни оваа вечер да го отвориме нашето срце? Дали сме спремни да ги отвориме очите на нашето срце? Дали сме спремни да го примиме и да дозволиме тој да направи промена, се разбира, во нашиот живот? Ќе отвориме во Еремија 29 глава 13 стих, вика вака: самиот Господ зборува преку пророкот Еремија и вели: ќе ме побарате и ќе ме најдете, ако ме побарате од искрено срце. Затоа реков, дали има оваа вечер искрени луѓе кои сакаат да го бараат Бога, луѓе кои сакаат да го слушаат гласот Божи, тие луѓе припаѓаат на тоа Христово стадо, а Исус е нивниот пастиро началник. И тоа е пораката на Евангелието за Божјото раѓање. Христос се роди пред 2000 години, но денеска тој сака да се роди во твоето и во моето срце. Дали ние ќе го отвориме нашето срце и ќе дозволиме Бог да дојди во нашето срце и да направи живеалиште? Еднаш Мартин Лутер кажа вака: кога ѓаволот дошол во неговото срце и тропнал на вратата на неговото срце, тогаш вика излезе Исус и ја отвори вратата. И кога ѓаволот ги согледа неговите 5 рани, побегна. Но претходно го праша: колку го бараш? Тој му кажа: го барам Мартин Лутер. Но Господ Исус вака му кажа: повеќе Мартин Лутер овде не живее, живеам јас. И тогаш ѓаволот побегна од животот на Мартин Лутер. Ајде оваа вечер да дозволиме Господ да дојди, да биде меѓу нас, да живее со нас, да биде дел од нашиот живот и тој да го води и го правува нашиот живот. И кога ќе дојдат тие вжарени стрели, кога ѓаволот ќе тропне на нашето срце, тогаш ќе излезе Исус и тогаш ќе побегне, затоа што ќе увиди дека Исус е во нашиот живот. Ние всушност сме му дозволиле да тој дојди во нашиот живот и да живее со нас. Фактички ние тогаш стануваме деца Божи или деца на живиот Бог. Но сепак има една многу клучна и важна работа. Ќе одлучиме да Месијата кој што се роди пред 2000 години да дојди во нашиот живот, да го промени нашиот живот, или пак ќе му дозволиме на ѓаволот да најди живеалиште во нашето срце и да не храни со непотребна храна. Всушност, кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека храната кој ѓаволот ја нуди е отров или се вика смрт. Идејата, стратегијата, целта на ѓаволот е да не однеси точно до пеколот. И ништо повеќе. Да не однеси до пеколот колку може повеќе, затоа што тој и самиот знае дека му преостанува многу малку време, затоа што многу е близко тоа Божјо доаѓање, кога ѓаволот ќе биде фатен и фрлен во суфурното огнено езеро, всушност кој е втората смрт. Но затоа еве порака која што верувам дека ќе го додирне нашето срце и ќе даде место во нашето срце.
оваа порака која што оваа вечер беше кажана преку словото на нашиот Господ и Спасител. Затоа, ќе ве оставам да размислувате кој живее во вашиот живот, кој ве храни, со зошто се храните. Или ѓаволот, или Господ Исус, кој пред 2000 години се роде за нас. Ако даде Господ, ќе продолжиме наредната, се разбира, емисијата Глас на вистината, всушност тоа е наредниот месец, ако бидеме здрави и живи. До тогаш имете убава, благословена и пријатна вечер. Господ нека биде со вас и Господ нека ве благослови. Пријатно. Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што повторно и ова вечер ќе можат да слушат емисијата